Денешната свеченост е посветена на патронот Киро Панчо Брков, чие име со гордост го носи овој училишен центар. Во своето скоро 100 годишно постоење, училишниот центар минуваше низ повеќе трансформации. Започна како занечиско училиште, за да после војната стане училиште за ученици во стопанството. По неколку години се трансформирало во индустријско училиште, по училишниот центар училишен центар за средно насочено образование, за да сега стане современо средно стручно електромашинско училиште со околу 450 ученици и 45 наставници. Во изминатиот едногодишен период во училиштето беа реализирани неколку проектни активности. За подобрување на условите за работа со средства од општината беа комплетно реновирани 5 нови простории, а со павер плочки беше уредена дворна површина од околу 400 метри квадратни. Во текот е и проект за обрадување на училиштето, каде што се некаде околу 100 метра веќе оградени. За подобрување на наставата како резултат на соработка со компанијата Дрекслер Мајер, истата донираше реконструкција на 2 кабинети и значителна опрема за изведување на вежби по електротехника и за тоа му благодариме на директорот Лукас Мерингер. Оваа компанија донираше канцелариски мебел за училници. Од собствени средства, по висина од 6000 денари, училиштето набави материјали за вежби и опрема, со што значително се подобри квалитетот на наставата. Соработката со компаниите исто така значителна за училиштето и за компаниите, па во тој правец околу 200 ученици изведуваат практична настава во неколку компании. Затоа им благодариме за овој вид на соработка на компаниите, а истовремено виканаме сите компании во градот и околината за поголема соработка, бидејќи идните нивни вработени се кај нас меѓу нашите ученици. Активностите и постигнењата на учениците и наставниците се дел од воспитно-образовниот процес, кој е многу важен за училиштето. Наши ученици учествуваат во најразлични манифестации од надпреварувачки, донаторски и комунитарен карактер. Моментално во стручното образование се работи на неколку реформи. Од кој можеби најважниот проект кој моментално се реализира е проектот дуално стручно образование, кој за прв пат се реализира во овој училишен центар, а исто така и во Републиката. Проектот е поддржан од Министерството за образование и наука и од делегацијата на германските инвеститори во Македонија. За поздравување и проектот за воведување на нова квалификација во електротехничката струка, техничар за индустријска мекатроника. Оваа струка за прв пат се воведува во Македонија, а за поздравување е што наши наставници учествуваат во изготвување на наставните планови и содржини за оваа квалификација. На крајот на наставниците кои имаат 10, 20 и 30 години непрекината работа во овој центар им го честитам јубилејот, а на сите присутни им ја честитам новата година и божичните празници со желба за успех и здравје во